Министер, почитувани колеги и пратеници. Не знам зашто заменикот министер за финансии не се јави по ова законско решение. Веројатно аргументите кои што ги има владата по однос на ова законско решение се негативни и заменикот министер за финансии ќе требаше да правда нешто кое што владата го ветила, а не може да го исполни во 2009 година. Со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, кој што беше донесен 2008, а почна да се применува од 1.1.2009 година, владата го воведе концептот на бруто плата, со кој што беше предвидено во одреден временски период да има постепено намалување на придонесите од задолжително социјално осигурување, со образложение тогаш дека ова ќе придонесе за поголема конкуренција на македонските компании, бидејќи работодавачите ќе плаќаат помалку пари за државата за придонеси и со тоа дека ќе се стимулира отворање на нови работни места. Два пати беа намалени придонесите за пензиско и инвалидско осигурување, за здравствено осигурување и за Агенцијата за вработување, но владата 4 пати поред го одлага последното намалување на придонесите од задолжително социјално осигурување. И знаете, овие законски решенија овде во собранието гледам минуваат без некој посебен интерес, бидејќи пратениците мислат дека се минорни, незначајни или дека не се толку битни за граѓаните, но сакам да укажам дека и тоа како се важни и колку можат да бидат штетни ако не се добро обмислени и ако нема добра стратегија. Поради една таква лоша стратегија на владата за намалување и воведување на концептот на бруто плата, ние денеска од 2009 година до 2013 година имаме дефицит во Фондот за пензијско и инвалидско осигурување од 340 милиони евра. Затоа што оваа влада погрешно планираше и погрешно го спроведе концептот на бруто плата. Денеска Фондот за пензијско и инвалидско осигурување во Република Македонија е пред колапс. Во 2013 година треба граѓаните да знаат дека ако не се префрлањата на пари од буџетот на Република Македонија до Фондот за пензијско и инвалидско осигурување, 6 пензии не можат да се исплатат. Затоа што владата лошо планира и лошо спроведува. И не знам зашто, господине заменик министер, не снимите реклама за ова. Па да им објасните на граѓаните како им ја загрозувате иднината на овие луѓе што работат и треба да земаат пензии, а како на постојните пензионери не можете да им исплатите пензија ако не земете кредит или ако не префрлите пари од буџетот на Република Македонија. И затоа сега со ова законско решение владата повторно го одложува намалувањето на придонесите за пензијско и инвалидско осигурување кое што требаше да се случи. И затоа повторно нема анализа во законот колку тоа ќе придонесе барем да се санира постојната лоша состојба во Фондот за пензијско и инвалидско осигурување. Но очигледно, бидејќи заврши на Комисијата за финансирање и буџет расправата по буџетот за 2014 година, станува јасно дека и во 2014 година Фондот за пензијско ќе продолжи да работи со загуба, бидејќи се предвидува од буџетот за 2014 да се префрлат на Фондот за пензијско средства во износ од 365 милиони евра.
Или 7 пензии во 2014 година ќе се исплаќаат преку буџетот. И знаете што? Испаѓа дека никој не го загрижува ова. Владата повторно си промовира лотарија, си игра играчки, а не нуди решение за дупката во фондот за пензијско и инвалидско осигурување, која е сериозна. Да се доведете во ситуација да повеќе од половина од пензиите ги исплаќате со трансфери, а не од придонеси кои што треба да се плаќаат во фондот, тоа е повеќе од загрижувачки. Владата предвидуваше, кога го носеше овој концепт на бруто плата, дека годишно ќе се зголемува бројот на вработените за 4%. Ниједна година не го остварија тоа. Ниједна година. И затоа фондот колабира. Ама колабираат и политиките на владата за отварање на нови работни места. Денеска во Република Македонија може да се вработите само на лотарија во државна институција. И тоа е погубно за Република Македонија. И можете да се вработите само ако имате партиска книжка на ДУИ и на ВМРО. Нема вработување во реалниот сектор. Нема кој да го полни фондот за пензијско и инвалидско осигурување. И вие не икете да признаете дека лошо го водите пензијскиот систем. Дури се доведовте во ситуација во 2012 година да не исплаќате и да не трансферирате пари до приватните фондови, што е кршење на законот. 7 милиони евра не сте им исплатиле. И тие пензии ги загрозуват. Ама рекламите се реклами. Вие денеска ќе слушнете како владата многу се грижела за работниците и за пензионерите. А ваму ја загрозува иднината на сите нив. Дали ќе може нормално да се земаат пензии и дали ќе може идните пензионери да очекуваат стабилност на финансирањето на пензиите за нешто за што плаќале 15, 20, 30, 35 години придонеси. И затоа велам дека ова законско решение е уште еден пораз на лошите политики на владата. Може би за граѓаните не е толку интересно. Меѓутоа, и тоа како е важно овде во собранието со владата да дебатираме што ќе прави со дупката во фондот за пензијско и инвалидско осигурување. И многу е важно да ни објасни како ќе го реши проблемот да може пензиите нормално да се исплаќаат. Се што правите во фондот за пензијско и инвалидско осигурување е спротивно на економската логика, бидејќи ви се зголемува дупката. Стасавте до 7 пензии да се исплаќаат од буџетот. Господине заменик министер, вие сте колку? 1 година, 2 заменик министер за финансии. И вас прва работа која што требаше да се зафанете е да го проучите овој проблем. Ама сега повторно нема да дадете образложение зошто го одложувате, како ќе го решите проблемот со пензиите. Јавени сте за реплика, ќе видиме кое ќе биде вашето објаснување, но почитувани граѓани, и ова законско решение е само уште една потврда дека владата лошо менаџира со фондот за пензијско и инвалидско осигурување, не успела да отвори нови работни места и дека ја загрозува иднината на сите нас, и на тие што земаат пензии и на оние кои што треба да земаат пензии. И тоа е лоша политика. Никој не се радува на тоа, ама не очекуваме па толку владата ноншалантно да го игнорира овој проблем. Треба посериозно да се зафатиме со решавање на ова навистина сериозно прашање. Благодарам.